Од вечерва решив да започнем една серија која што верувам дека ќе биде долга. И не значи дека секоја сабота поплане, тоа може би некојаш ќе добиам инспирација за нешто друго. Имено едно од темите или едно од науките по кои што се разликуваме од сите други верски заедници. Не е саботата таа, сабота држат и други. Значи има и баптисти на седмиот ден, може би има и некои други кои што држат сабота. Еве, слушнавме и покојниот Чарли, кој што го убија пред некој ден во Америка, го застрела, држал сабота. Без разлика, може би, заради поврзаноста негова со евреите, како и да е. Но една од науките кои што не разликува од сите други е науката за светилиштето. И јас никогаш не сум имал, се надевам ке Господ ќе ми даде сила да имаме едно обемно проучување на светилиштето, кое што пак порака е едноставна, меѓутоа многу значајна и содржајна. Се сеќавам во Шведска од сите предмети што ги имавме таму, најголем впечаток може би ми остави токму овој. Имавме еден американец професор, Джеф Уер, не можам да го заборавам. Тоа беше како некое ново откровение за мене. Уживав во секој збор што го слушав, во секој час, што се однесуваше на таа тема на светилиштето. Вечерва ќе биде како еден вовет, да видиме зошто е значајно и што би можеле да научиме од светилиштето. Како што кажав, тоа е една едноставна порака. Знаете, како прво, светилиштето е еден модел, миниатурен модел на светилиштето во небото. И тоа го знаеме. Некои работи сигурно ќе се повторат, некои работи верувам дека многу по-убаво ќе ги втемелиме. И на еден начин ни го прикажува и патот на спасението. Планот на спасението, всушност. Видите, на израелците Господ нашел начин како на ниво на мали деца, така да кажам, сликовито да им го прикаже и патот на спасението и враќањето назад кон Бога. Значи, посветувањето, светоста, средбата со Бога повторно. Преку светилиштето ќе го видиме всушност и Христовиот карактер. И не само тоа, сите наши доктрини всушност се содржат во светилиштето. И ако сакате да дознаете дали некоја доктрина спаѓа во нешто ново, нешто што не е во склад со нашето учење, тогаш погледнете во светилиштето и ќе видите дека е нешто ново, значи што треба да се отфрли. Пример ќе ја спомнам новата теологија или сваќањето дека не е можно да го победиме гревот. Воопшто не се вклопува во светилиштето, во науката за светилиштето. Воопшто. Вие треба да, целиот план на спасение ве води назад кон Бога, кон престолот, во светињата на светињите, пред законот, кај што вие можете да излезете во Божие присуство ако сте со грев. Така да, многу што може да се научи во светилиштето. Светилиштето ни покажува и ни учи како да имаме една заедница со Христа. Посебно вториот дел светињата на светињите ни ги објасни и укажува на пророштвата за последното време. Значи, многу што има во светилиштето и затоа е многу значајно да се проучи во детали. Јас се надевав на времето кога Паул Букур последен пат ни гостуваше и затоа и го замолив. Тој претходно ми спомна тема светилиште, па му реков, супер би било. Меѓутоа он малку потврли, за жал. Не е тоа што ја го очекував да го слушнам тогаш од неговите предавања, меѓутоа се надевам со овие проучувања. Патем да ви кажам дека на самата веб страница може да погледнете, веројатно таму и многу повеќе ќе научите од Стивен Бор. Има предавања, не знам 27 колку беа или повеќе, за светилиштето. Цела серија, исто, прекрасни предавања. Ке започнеме во Едем, затоа што тука е падот во грев, а ако светилиштето го покажува и нашето враќање назад, тоа ще треба започнеме во Едем. Бог на почетокот, значи, знаеме, создал совршен свет,
кој што бил соодветен за првите совршени човечки битија, значи првиот пар, Адам и Ева, и ги поучил Адам и Ева, им дал една заповед, патем една забрана било тоа, меѓутоа, знаете, луѓето што на почетокот го имале својот закон запишан во умот, мислам Божиот закон запишан во умот, така да тоа што Господ морал да го даде на сина и во пишена форма, тоа е затоа што било сето тоа избришено од нивниот ум. Далеку упаднале во грев и затоа и морал Господ да преземе такво нешто, а целта повторно која е на Новиот Завет да се запише законот повторно во нашиот ум. Кај совршените луѓе било тоа случај. Меѓутоа, како тест им бил даден само едноставен тест и тие паднале на тестот, знаеме во Битие 2, 16-17, вели Господ Бог му заповеда на човекот, велејки, јади слободно од секој дрво на градината, значи, слободната волја, исто преку ова е прикажана, но да не јадеш од дрвото на познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него навистина и ќе умреш. И знаеме дека паднале на тестот и погреши и оде на се менува. Значи, тој совршен свет, да кажеме, запишан и се случува само во втора глава Битие. Прва глава Битие знаеме дека е создавањето, втора глава Битие, тој совршен свет, совршено живење во Едем, и од трета глава Битие се менува со падот во грев. Оној совршен однос што го имале со Бога, сега одеднаш гледаме одделување од Бога, гледаме срам, значи последици од гревот, срам, страф, бегање од Бога, криење. Значи се сменило, ништо не било исто и еве во овој вовет мора да ги спомнам и оние стихови кои што покажуваат што всушност направил гревот и какви промени. Исаја 59:2, речеме, вели, вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Значи се случила разделба. Римјаните 6:23, зашто смртта е плата за грев, настапила и смрт како резултат на греот. Римјаните 3:23, исто познат стих, зашто сите сгреши и се лишени од славата Божја, меѓу кои сите и сме ние. Нормално, нема човек кој што не бил зафатен од таа епидемија на ова зло, на греот. И тоа се тие последици кои што ние и ден денеска живееме. Никој од нас не е бесмртен, сите ние сме ограничени, смртни. И животот без Бога е бесмислен. Како што велеше мајка ми, од лулка до дупка, тоа е животот. И навистина е бесмислен. Човек без Бога, без да го свати планот на спасението и што и постоењето Божие всушност каков смисол има на овој век да живее, мислам. И со текот на времето, како доаѓаат овие последни, значи, векови на живење, денови на живење, всушност ѓаволот видите што прави, поготово кај младината. Младината нема никаков смисол на живење, на живот. Но слава на Бога, ете, ние сме тие на кои што ни е откриена смислата на животот, но и сме повикани за да допреме до другите и тие да ја запознаат. Но Бог не го оставил човештвото така, оведнаш осмислил план во таа иста глава, каде што е падот, во Битие 3:15, читаме Господ и се обреќа и на змијата, и на жената, а тука нели се мисли под жената и црквата, преку која што ќе дојде нели семето. Вели, јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе, и вели на змијата и незиното семе, чи семето на жената, тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Семето, Христос, знаеме. Значи, веднаш објава за Месијата, веднаш објава за тоа дека Господ нема да ги остави така. Надеж им дава Господ на Адам и Ева, надеж која што и ние денеска ја имаме. И сега што кажа, светилиштето е тој пат за враќање назад кон Бога, за обнова, за исцелување на човештвото. Интересно е што уште при самиот, тоа понатаму ќе го зборувам, меѓутоа мора да го спомнам, сега ми дојде. Адам и Ева биле истерани од Едем. На која страна, како вели таму писмото? На исток од Едем. И потоа знаеме дека
долги години Едемската градина, нели, до пред потопот, некаде била се уште присутна на земјата. И каде оделе, каде имало олтар, каде принесувале жртви, тука му се молиле на Бога. Пред самиот влез во Едем. Значи, светилиштето, влезот на светилиштето на која страна се наоѓа? Имаше скоро скица тука, Зоран, кога држеше pouka. На оваа страна, која страна е на... Како ја прикажуваме? Значи, кога ќе свртне кон зидот, на десна страна е, која страна? Исток, или самата земја, како ја прикажуваме. Значи, на источна страна е влезот во светињата. И сега, враќањето кон Бога се одвива преку движење на запад. Цело време движењето е кон запад. И они, за да се вратат кон Бога, требало да дојдат на запад. Од нивна страна, гледањето било на запад им доаѓа Едемската градина, затоа што биле протерани на исток. Одделувањето од Бога е на исток, идењето на исток, а враќањето кон запад. И сега тука има една друга причина за тоа, ќе зборувам исто една многу убава причина. Езекијел 8 глава, ако се сеќавате, читате тамо она видение на Езекијел, како му покажал пукнатина во зидот на храмот, па влези таму, па како го оплакуваат таму с жените, и она најстрашното што го видел е како му се поклонувале на сонцето на исток. И за да Господ направи нешто сосема спротивно на тоа, затоа што биле обколени со незнабожички народ, чишто врховен Бог најпред се било сонцето, и се клањале на запад, односно на исток, кон сонцето, тој целата светење направил така да и свештеникот кога кадел, кога одел и во светињата на светињите бил свртен кон запад, а со грб кон исток, кон сонцето. И ако ги видите православните храмови, за разлика од светилиштето, што Господ го воспоставил, сите влезови им се на западна страна и свештениците кога кадат кон исток, кон сонцето. Меѓутоа тоа се нели остатоци потоа од прифаќањето на, нели, тоа е цела историја. Сега Константин и така натаму, знаете, биле заедно, па потоа се одделува православната од католичката црква и така натаму. Сето тоа е тие мешавини што денеска баш Ивана која спомна телето и она што се случувало под Сион, тоа е исто денеска при секоја слава и така натаму. За жал, тоа е мешавината на паганизмот со христијанството и добивате лажна религија, мислам каша попара, да кажеме. Значи, има тука многу што, сега само нафрлам како еден вовет, и клучен можеби стих. Интересно е што е некои клучни стихови ги запишал Асав во врска со светилиштето, не дека Давид не. Во 77 псалм, 13 стих, овој псалм е Асавов, на крајот ја очитаме на крајот од саботата, баш 77-иот. Да, се вели дека е Асавов псалм. 77.13, за жал нема добар превод во македонскиот, но ќе го прочитам Првен Константинов, вели: О Боже, свет е Твојот пат, кој Бог е толку голем како нашиот Бог. И сега Кинг Джеймс, или оној што е најблизок до оригиналот, гласи вака. Интересно е што на Gemini, најчесто го користам сега за превод, значи еден од оние вештачка интелигенција, значи не чат GPT, туку Google има своje, Gemini, ми преведе, ми направи македонски King James, верзија, македонска King James, верзија на овој стих, и вака ми го преведе, прекрасен превод, да ви кажам. Вели: патот Твој Боже е во светињата, кој е толку велик Бог како нашиот Бог. Тоа е најблизок до оригиналот. Значи, кога вели Константинов: О Боже, свет е Твојот пат, всушност патот Твој Боже е во светињата. Тука е патот, тоа е патот на спасението, патот кон враќање кон Бога. Псалм 77.13. Тоа е Асафов псалм, да. Ќе видиме повеќе работи низ проучувањето, значи, како што кажав, она што може би најважно за мене,
ќе го разбереме како никогаш досега планот на спасението. И затоа реков едноставна е самата порека на светињата, затоа што и самиот план на спасение е едноставен. Нема што тука многу да се комплицира. Ќе го видиме зачетокот на гревот и тоа како Господ конечно ќе го реши гревот, и тоа се гледа низ светињата. Ќе откриеме неверојатната приказна на тој космички конфликт меѓу доброто и злото, и крајниот Христов триумф, и тоа се гледа во светињата. Ќе откриеме дека в светињата е всушност клуч за разбирање многу библиски стихови. Знаете ли колку се е присутен тој речник на светилиштето во Библијата? Па Даниел и Откровение вие не може да ги разберете без да го разбирате тој речник на светилиштето. Па клучниот стих од кој што всушност потекнува адвентишкото движење, Даниел 8:14, што вели? Уште 2300 денови ноќи ќе се очисти светилиштето. Откровение исто е, скоро имавме првите 13 глави, 12 глави од Откровение преку Дојчин. Од првата глава кој ќе почнете светилниците, па Исус како се шета меѓу светилниците, па едно чудо, значи стихови во Откровение се поврзани со светилиштето и мора да се разбере светилиштето за да се разберат и тие текстови. Библиските пророштва исто така ќе ги видиме низ светилиштето како што спомнав. Оно што е исто многу едно од побитното е дека ќе го зајакнеме нашиот однос всушност со Исуса, додека подобро се запознаваме со Него, а исто така и Него ќе го запознаеме преку светилиштето. Каков е Бог всушност? Зашто денеска имате многу искривени концепти и видувања на тоа каков е Бог. И ќе го откриеме и она како се подготвиме за Исусовото скоро доаѓање. И сега немаме многу време, меѓутоа еве од каде ќе почнеме на некој начин, иако уште вовет, знаеме дека неделата наутро кога Исус веќе е воскреснат, имаме двајца ученици разочарани, како и сите што биле, и одат на патот кон Емаус. Им се придружува еден странец овде, кој што нели подоцна ќе видиме дека е Исус, тие самите ќе забележат дека е Исус, и започнуваат разговор и тој сака да ги охрабри нормално. И што вели во Лука 24, интересни се овие стихови, 24-27. Вели вака овој стих. И кога почна од Мојсија, Исус почна од Мојсија и од сите пророци им протолкува што е пишено за него во целото писмо. И што мислите кога почна од Мојсија? Еве бити излез поручуваме. Па каде почнавме за светилиштето, па знаете ли, последните глави се за светилиштето во излез. Само што ние не ги опфаќаме, нели, нормално се. Не можеме да опфатиме. Па Левит, Левитската книга, тука се жртви, се какви све жртви имало, светилиштето, така натаму, празниците Господови. И тоа ќе го видиме. Значи, ако го гледате распоредот на светилиштето, ќе видите дека сушто се движиме по таа линија. Од првите празници, пролетни, доаѓаме до тие последните, есенски, Јом Кипур, Пасхата, првиот предмет кој бил, жртвениот олтар, тоа е Пасхата, тоа е крстот, тоа е Христовата жртва и така натаму. И сега почнал, значи Исус веројатно многу од тоа што им го кажувал за светилиштето всушност. И стихови од таму, за да им објасни дека и светилиштето всушност укажува на него. 44 стих во истата глава вели им рече: тоа се зборовите што ви ги зборував додека уште бев со вас, дека треба да се исполни сето тоа што е запишано за мене во Мојсиевиот закон, во пророците и во псалмите. Со други збори, ова кој изразот Мојсиев закон, пророци и псалми се мисли со Стариот завет, целиот. Целиот Стар завет, сака да каже, укажуваше на мене и таму ќе видите и требаше да видите дека ова што ми се случи, требаше да се случи. Тоа укажува на мене и покажува дека јас сум ветениот Месија всушност. Значи, гледаме овде дека Исус им вели дека Стариот завет зборува за него, а се разбира кога ги спомнува Мојсиевите книги, Тората, тука во многу што е опфатено светилиштето. Значи, светилиштето кое што всушност зборува за Исуса. Ако видиме еве во контекст од 25 до 27 стих, ако читаме, вели,
Тој им рече: о, неразумни и спори во срце, за да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? И кога почна од Мојсија и од сите пророци, им протолкува што е пишено за него во целото писмо, значи во целиот Стар Завет, да кажеме така, едно добро проучување имале на патот кон Емаус, за да им укаже на тоа дека писмото, Стариот Завет, значи тогаш нормално сега и многу повеќе и новиот, значи комплетно писмото укажува на Христа, а во овие стихови многу што и се опфатени стихови кои што зборуваат за светилиштето. Ова го имаше во една од пулките, една од причините зашто Исус, одnosno Господ решил да го направи она земно светилиште е кое? Излез 25:8, една прекрасна причина зашто. Ова го имаше во пулката пред 2 саботи, тука негде ќе привршиме веќе. Нека ми изградат светилиште, излез 25:8. Нека ми изградат светилиште за да можам да престојувам меѓу нив. Видовме претходно од Исаија дека гревот направил разделба. А видите е желбата Господова. Тој сака да биде со нас. Тој сака да престојува со нас. Тоа е она што е многу значено, знаете, за секој грешник, денеска, посебно во ова наше последно лудо време, во кое што, знаете, некој се повеќе луѓето се одродуваат, се оддалечуваат едни од други, нарушени меѓучовечки односи, луѓето се осамени. Па вчера читавме дури и за Исуса дека поминал осамен живот, затоа што не бил разбран ни од домашните, ни од мајка му, ни од неговите полубраќа од семејството всушност. И поголемиот дел животот го поминал во осаменост, иако не бил осамен. Значи, тоа има да е разлика, знаете. Едно е да човек живее сам, ама да не се чувствува осамен. А може да живее меѓу луѓе, а да е осамен. Значи, тоа е, има разлика. Има многу, Андре. Значи, да си сам, ама не си осамен. Си со Бога, да кажеме. Исус бил со Бога, нормално. И меѓутоа не разбран од другите, ништо чудно, значи ако во тој век не ве разбирале, а сте бил побожен, па што очекуваме ние денеска да не разберат луѓето. Преку ова всушност Господ сака да покаже дека ние не сме само некоја бројка, знаете, како што мнозина денеска гледаат бројка или предмети, или гледаат во нас пари, може би, или корис, некоја било шо. Не. Господ секој од нас поединечно знае и познава и Господ сака да биде со нас, таа негова желба, па дури и Исуса кога го праќа, името му е Емануел, повторно со таа порака, Бог со нас. Еви уште ова ќе го спомнам, значи излез 25:9, како требало Мојсија да го изгради светилиштето, многу битен исто момент. Излез 25:9, и ова беше во пуката. При градењето на престојувалиштето и на се во него постапи точно според образецот што ќе ти го покажам. Како точно? До димензија, до како требало да бидат распоредени, значи, тие предмети во свет. Се било според она што Господ му го покажал. Значи, светилиштето долу на земјата треба да биде еден миниатурен модел на небесното светилиште и она му каже што Господ престојува. Може да мислите какав е тој храм на небото. Немаме поим. Така, али во многу миниатурна. И нормално требало да биде така, тоа прво светилиште, значи во пустината, читавме 25 глава, мислам дека беше така, излез каде што, па да, читаме 25 глава, каде што всушност му се дава оној модел на Мојсија како треба да биде направено и требало да биде во портабл верзија, затоа што, нели, често пати се селеле. Мора да го склопуваат, да го склопуваат, по некои проценки, некои велат дека 30, може и 50 преселби имале низ пустината на различни места. Овде каде што сме сега во битие со проучување на полуката, тие се задржа тука скоро цела година под Синај. Цела година биле тука, значи сите тие закони што му ги дал Господ на Мојсија, тука му ги дава. Значи, нели, минатиот пат имавме заветот, склучувањето на заветот, оние закони цивилни и така натаму.
Значи, точно, во однос на сите предмети и посадки што биле во 40 стих од иста глава, излез 25. Внимавај, направи ги според образецот што ќе ти биде покажан на гората, на Синај. Значи, Мојсе ништо не е измислил сам од себе, овде да му паднало нешто на памет. Не. Како што Господ му прикажал, според моделот, требало све да направи точно според Божите упатства. Исто овде, ова е нешто многу важно да се разбере, дека овде не станува збор за Мојсија, туку за Бог. Светилишто е нацрт, значи, кој го прикажува Божиот план на спасение и мора да биде онака како што Господ го определил. Значи, нема наш начин, нема наш нацрт, наш начин на спасение. Не. Спасението е тоа, како што е горе на небото, така и тука на земјата, значи Господ, како на мали деца, сакал да им објасни, да им прикаже. Дури, кога се вели таму во Новиот Завет, дека и на нашите во Стариот Завет им беше проповедано Евангелието им беше проповедано преку светилиштето. На никој друг начин. И тоа без збор. Доволно било само да гледаат од страна што се случува. Принесувањето на јагнето и така натаму, па Зоран ни објаснуваше тоа, внесувањето на крвта, прскањето, и ќе видиме понатаму сето тоа, ви велам, некои работи ќе бидат едноставно повторување, меѓутоа ова е една многу битна тема која што сакав така малку повеќе во детали да ја проучиме, и тука ќе застанеме. Има уште многу што, но времето не гази. Ќе продолжиме, се надевам, следната сабота. Нека му е слава на Бога што еве и на нас како на мали деца, како што велеше Андре вчера, мислам кога разговаравме, ние сме такви. Сакаме се да ни биде издробено, се да ни биде покажано онака наготово се и да лапнеме, да знаеме што е и што. Меѓутоа, некогаш и така е потребно. Знаете, израелците после тие 400 години на робство во Египет, се тоа испарило од нивната глава со генерации. И затоа Господ е смислил начин како на практичен начин да им го објасни и планот на спасение, да им укаже и на себе кој е и така натаму. Верувам дека сето тоа ние повторно ќе го увидиме и ќе го утврдиме преку овие проучувања. Слава нека му е на Бога. Амин.